Со изработка на накид се занимавам околу 11 години, со посебен акцент на сутажот во последните 6 години. Се одлучив за сутажот затоа што е една од најретко застапените техники кај нас и воедно е една од најсложените техники која што бара многу труд, многу посветеност и пред се многу љубов. За оваа техника разбрав од интернет. Техниката потекнува од Русија, се нарекува и руска плетенка. Во минатото се користела за изработка на воените униформи на руските војници и секоја боја го означувала чинот на војниците. Исто така се среќава и подоцна во француската мода. Најчесто ја носеле дамите од високите аристократски семејства. Јас сосем сама ја научив оваа техника. Ми беа потребни околу 3 месеци. Самата техника представува спојување на специјален сутаж конец со шиење, при што се вметнуваат и заробуваат одредени камчиња, бисери и други материјали, а во последно време често ги користам и бакарот, дрвото, полимерна глина. За едно грлице се потребни до 20 часа активна макотрпна работа. Мојот град е доста инспиративен. Инспирацијата овде не мораш да ја бараш, таа ја има насекаде. Така дојдов до идеја да ги искористам фотографиите на мојот син и да изработам парчиња накид со мотиви од нашиот град. Во една моја колекција патување околу светот, исто така опфатив места кои што виднина секако би сакала да ги посетам. Сето ова може да се најде под брендот Билјана Handmade Jewelry. На 1000 парчиња накид се изработени. Е многу тешко да се усогласат сите тие работи и грижата околу семејството и професијата и додатните работи. Сето тоа бара голема жртва, но на крајот сето тоа се исплати. И во последно време, на моje големо задоволство, се повеќе жени ги покажуваат своите таленти. Ние сме многу талентиран народ и поготово во време на пандемијата повеќето жени го истакнаа својот талент. Во соработка со Институтот Креативна Македонија од Скопје организиравме и работилници за сутаж накид, со тоа што моето знаење можам да го пренесам и на останатите. Имам одржано 2 самостојни изложби. Планирана е мојата 3-та самостојна изложба, се надевам во подобро време. Би им препорачала на сите кои што се талентирани да бидат упорни, да го покажат својот талент. Има место за секого во тоа небо.